Натепаниот самоосвестен бугарин од Охрид, воената реторика како одговор од Софија, неможноста да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за вметнување на бугарите во уставот како услов за преговори со Европската унија, распаѓањето на ДУИ во фракции со што се загрозува и онака тенкото владеачко мнозинство, полутајната средба Ахмет Изаев, притисокот алтернатива да влезе во влада за да го спаси Ковачевски и како капак солирањето на Пендаровски. Македонија длабоко тоне во сериозна политичка криза. Експертите и аналитичарите согласни. Политичката криза е непрекината и во континуитет, а сега само добива на интензитет. Македонија уште од 2017 година практично до денес се наоѓа во ситуација на една перманентна политичка криза. Таа политичка криза дополнително катализираше во 2020 година, кога како резултат на парламентарните избори и слабото парламентарно мнозинство, истата дополнително се разви и се манифестира преку ситуација во која што имаме блокирано собрание, кое не е во можност целосно да ги реализира политиките на владата, а со самото тоа таквата ситуација се прелева и во општеството. Тој додава дека незавидната политичка состојба само ќе се пролонгира се до моментот на избори за ново парламентарно мнозинство. На иста линија и професорот Божиновски. Тој вели дека политичката криза никогаш не запрела, само го менува интензитетот. Смета дека легитимитетот на власта е изгубен бидејќи веќе нема поддршка од електоратот, а единствено решение се изборите. Власта нема ни блиско до двотретинско мнозинство. Од друга страна гледаме дека има турбуленција во самата владеачка коалиција и повторно како што беше случајот и предна година со алтернатива, сега власта се обидува да направи еден бајпас со вклучување на нов партнер во владата, што само ќе ги закомплицира и така веќе комплицираните меѓу коалицијски, односно меѓупартиски односи. Времето за предвремени избори е веќе одамна поминато. Ние не можеме да говориме дали се потребни, него прашањето е кога ќе бидат. Власта целосно ги загуби конците и сериозно стравува за својот опстанок. По се изгледа внатрепартискиот судрив во ДУИ е посериозно од тоа што сака Ахмети да признае. Па затоа мораше да оди и до Струмица да се види со Заев. Крајот на СДСМ веројатно го гледа и председателот Пендаровски, кој спротивно на политиката на владата и под силен притисок од јавноста бара потврд став кон Бугарија за да се спаси и тоа што малку остана од Македонија.